И во наредните 2 години локалната самоуправа на Кочани од сопствениот буџет ќе кофинансира 50% од цената на билетот за јавниот градски превоз. Таква одлука донесе Советот на општината на 30-та редовна седница, откако беше повлечена претходната одлука рокот за кофинансирање да биде 5 години. Иако се очекуваше точката да има едногласна поддршка од сите советници, сепак таа беше искористена за меѓупартиски препукувања, па наместо да се разговара за одлуката, на моменти дискусиите повеќе имаа политичка конотација. Сепак, од општинската администрација дадоа кратко образложение поради што се предлага измена, и тоа само во рокот на кој ќе се однесува кофинансирањето на градскиот превоз. Не станува збор во дилемата дали претходно имаме донесена законска одлука и оваа истата што сега ја предлагаме, туку само е доведено во прашање периодот на важност на одлуката и последиците кои ќе произлезат од неја, односно периодот на распишување на јавната набавка. Вие сами знаете дека јас и на самата седница предложив периодот да биде скратен на 2 години, меѓутоа точката помина како што помина. После тоа исконтактиравме писмено до Советот за јавни набавки. Насоката нивна беше дека јавна набавка не препорачуваат јавна набавка подолго од 2 години. Поради ова, за да ние ја распишеме, бараме само измена на делот на периодот. Една работа што апсолутно сметам дека треба да биде поддржана од сите советници, што не треба да го поврземе со политичкиот момент, сепак и мандатот на овој градоначалник завршува за 2 години, а последиците од оваа одлука ќе трајат уште 2 години. Одлуката за кофинансирање на јавниот превоз во периодот до 2021 година не беше едногласно донесена, откако советниците од опозицијската ВМРО ДПМНЕ беа воздржани или не гласаа, со забелешка дека на претходната седница веќе дале предлог рокот да биде 2 години. За измената на одлуката поддршка имаше од 11 советници, а 2 беа воздржани. За покривање на трошоците за кофинансирањето од општинскиот буџет ќе бидат издвоени 1.700.000 денари, односно граѓаните и понатаму ќе плаќаат само 10 денари за едно возење, под услов ако во наредниот период не дојде до драстична промена во цената на нафтата и нафтените деривати.